Поштовни јутри пријатели, срдечен поздрав и спреќам на сите вас кои гледате каналот Австралијски живот од овде од Сиднејот, далечната Австралија. Денеска славиме еден од најголемите христијански празници, Божик, денот кога се сеќаваме на раѓањето на нашиот Спасител Исус Христос. Овој ден не е само обичен датум во нашиот православен календар, туку е символ на нов почеток, светлина и надеж за целиот свет. Пред повеќе од 2000 години во Витлеем се случило нешто што за секогаш ќе го промени текот на човештвото во време на темнина и во време на безнадежност, кога луѓето чекале спасение. Бог испрати дар својот син да биде светлина во мракот. Во Стариот Завет пророците веќе долго време најавувале за доаѓањето на Месијата. Исаја меѓу другото ќе каже: Ете, девојка ќе зачне, ќе роди син и ќе му го даде името Емануел, што инаку значи Бог е со нас. Ова надеж во пророштвото била чувана низ вековите долго време, значи луѓето мечтаеле за денот кога Спасителот ќе дојде и ќе го донесе Божјиот мир и правдина на земјата. И тогаш Бог го избра најобичниот начин за да го открие најголемиот чудесен план. Марија била една девојка од Назарет, која Бог ја избрал да биде мајка на Спасителот. Архангел Гаврил ја објавил: Не бој се, Марија, зашто најде милост кај Бог. Ке зачнеш и ќе родиш син и ќе му го дадеш името Исус. Пристигна во Витлеем, во една штала, меѓу животни се роди Исус. Беше положен во јасли, скромно, но величествено. На полето блиску до Витлеем, група пастири ја чуваа својата стока. Тие беа обични луѓе далеко од светот на богатите и моќните, но токму тие беа која првија слушнаа веста за раѓањето на Христос. Ангелот Господов им се појави и им рече: Не бојте се. Еве, ви објавувам голема радост која ќе биде за сите луѓе. Денес ви се роди Спасител Исус Христос или Господ наш. Веста ја потврди небесниот хор од ангели кои пеа: Слава на Бога во висините, а на земјата мир и добра волја меѓу луѓето. Пастирите веднаш тргнаа кон Витлеем за да го видат новороденото дете. А кога го пронајдоа, му се поклонија и со радост ја споделија веста со другите. Мудреците од исток, водени од звездата на небото, пристигнаа во Витлеем за да му се поклонат на новородениот цар и му донесоа 3 символични подароци. Злато, како символ на неговото кралско достоинство, ливан, како символ на неговата божественост, и Смирна, која представуваше неговата смрт и неговото страдање. Тие го препознаа Христос како Спасител не само на Израел, туку и на целиот свет. Божик не повикува да ги отвориме нашите срца, да ја покажеме љубовта кон другите и да споделиме светлината на Христос. Во овој свет кој е често исполнет со предизвици, Божик не подсетува дека никогаш не сме сами. Драги јутуб пријатели, нека овој Божик ви донесе мир во срцето, радост во семејството и љубов кон сите околу вас. Да се подсетиме дека најголемиот подарок не доаѓа во украсена кутија, туку во љубовта што ја делиме. Христос се роди за сите нас, за да ни покаже дека светлината секогаш ќе го победи мракот. И посакувам на сите благословен Божик. Христос се роди. Заедно со членовите на Светиот Македонски синод на Македонската православна црква, Петар, Наум, Архангел, Јован, Метод, Фимен, Иларио, Јосиф, Григорий, Јоаким и Марко. Христос се роди за многогодини честит празник, Крајстов. Имаме доволно лек напора за сите, ке знamo нам нанесе тука неповторно, ке се стави тука на мората на 2 и 3 места, дојдете полека сите, трпеливо ки се земете напора, честите Бога благословена. Оние кои постете, не се пости до
Tutaj nech vezamolam site vernici koji ste se spremali za pričest. Keď stavite racete, nagradite vaka, бидејќи путирот е тежок и долг. Ако се преврти, ќе направите голема вреда. Наместо радост имам проблеми и главоболки. Не замолувам рацете тука, дојдете. Има деца кои ќе ви стават убрус од работа. Примете, примете кон Христа, ве молам че си помините. Ќе има двајца свештеници од децанство и јас тука, ќе може на било која страна да дојдете да се причестите. Прочтете ги најнапред малите дечиња, мајките со деца, а потоа се да останете. Заболувам да се виднаш, рацете награди. Повторувајте уште еднаш молитвата, верно Господи,
Ištuvani праздникољубци, оплотувањето на Бога во личност на Господ Исус Христос е настан со значење за сиот свет и сите времења, преку тие собитија целото создание се преобрази, а на човештвото му се овозможи учество во божествениот живот и му се дава слобода преку победа на гревот и на смртта. А еден од даровите на тој спасоносен настане со следувањето на вистината, дека секоја личност е посебна и неповторлива, обдарена со посебни дарови и таланти. Христијанството ја возвестува вистината дека секоја личност има непроценлива вредност пред Бога, кој многу го возлюби светот, што самиот себе си се понижи, да нас домера да се роди во пештера, да прими лик на слуга и луѓе да биде распнат крст за сите и за се. Ова вистина треба да ни послужи како поттик да се дадеме и да дадеме се од себе си во духовниот раздав со подобиме на Христос, кој бивајќи кога човек е секогаш совршен пример за човечко битие. Тоа духовно растење пред се започнува и се укажува преку Божиот глас до секој од нас и ние го нарекуваме совест, а совеста пак е како витебска звезда, која не води до Господ Исус Христос. И толку следењето на светлината е почеток на покаянието кој што доведува до вистинска промена на нашите животи. Возлюбени чеда во Господа, денес го празнуваме рожденството на Синот Божи, но од секој од нас зависи дали тој ќе се роди во нас, дали ќе се цели во нашите срца и души, дали ќе живееме во радост, во спасоносниот настан во вид ден и со одговорност кој што Христовото рожденство ја носи во себе. Веста за доаѓањето на Месијата пастирите и мудреците ја примиле со радост и љубов од целиот, а царот Ирод пак ја примил со завист и љубомора. И како што радоста и љубовта не прават истински Христови следбеници, така зависта и љубомората образот на срамотни чувства, кои можат целосно да уништат праведните робови на образот и на стравот. Толку така се чувствувал Ирод, кој од мудреците кои што се ја следиле звездата, разбор за доаѓањето на пророкуваниот очекуван Месија. Евангелието ни сведочи дека тој се вознемирил, плашејќи се да не го загуби својот престол, на сличен начин како и родовото пледување. И ние честопати представуваме дека квалитетите и успесите на другите луѓе ги заседуваат нашите. И почнуваме да ги гледаме како нив како закана. Животот во Бога и со осознавањето на вистината, дека бивајќи Божи чеда, меѓусебно сме браќа и сестри, нека да вдодува со љубов во другите, со заедна грижа, со почит, радост, за среќа и успевање. Возлюбени во Христа во ова денесот, преку Божјата љубов ние сватите дека Божите чеда, ние сме примиле дарби кои што треба да ги преоткриваме и укажуваме. Светиот апостол Павле вели, даровите се различни, но духот е еден и ист, и служењата се различни, ама Господ е ист, и делувањата се различни, но Бог го извршува се во се е ист. Пројавата на духот подава секој за полза на сите. Како да е нашиот призив, како и да се нашите дарови и таланти, сето тоа ќе придобие вистинска смисла, доколку е принесено во служба на Бога, посебно даровите кои мудреците му ги принеле на Богот младенецот. Служете си еден на друг, секој со дарба што ја примил, како други управители, разнообразна Божјата благодат е вели и свети апостол Петар, а во светиот апостол Павле е истакнува нашата меѓучовечка поврзаност, велејќи дека сите сме членови и органи на црквата и сите сме важни и сите сме неопходни да имат различна функција. Возлюбени чеда на Македонската православна црква, сите ние како личности, како црква и како народ да бидеме благодатни за сите наши дарби и бидејќи свесни дека се што имаме од Него, од Господа, да се почувуваме меѓусобно со даровите кои што Светиот Дух щедро ги всева во секого, за изградување на единството на црквата Христова, милостивиот Бог преку неговата љубов и неговата благодат може да ги преобрази нашите стравови, бездовршености во љубов, завршување во радост на Светиот Дух.